Почитувани граѓани, изминаа 6 месеци откако ВМРО ДПМН раководи со МВР, а Панче Тошковски е министер. За овие 6 месеци Македонија се претвори во див запад, опасно место каде секојдневно се случуваат убиства, палење на автомобили и насилство кое останува нерасчистено. Неефикасноста на МВР, раководено од Тошковски и ВМРО ДПМН, стимулираат уште повеќе криминал, ја влошуваат безбедноста и ги охрабруваат пиштолџиите кои слободно се шетаат низ државата. Последното убиство во Тетово е само еден од низата на нерасчистени случаи заради неспособноста на ВМРО ДПМН, кои кога и да се на власт, во државата царуваат уличните банди. Само за подсетување, ни помалку, ни повеќе, туку точно 4 убиства и 3 обиди за убиства се нерасчистени во последните 6 месеци или во просек едно месечно. За подсетување, се уште нема епилог од 1 јули, кога имаше пукање во Батинци во автомобил, кога загина едно лице. Второ, нема никаков епилог и во фамозниот случај, во кој во Железара матичниот лекар, 67 годишниот Ацо Трпковски, беше пронајден избоден на паркинг пред поликлиниката. Овај случај, почитувани, датира уште од март. Понатаму, нема никаква разрешница ниту за убиството во Горно Блаце од февруари годинава. Таму со прострелни рани од автоматско оружје пронајдено беше тело на 56 годишник. Одиме понатаму. Нема никакво решение или епилог за обидот за убиство на градоначалникот на Рачиново, кон кој беше пукано од возило, а повредени беа возачот на градоначалникот и еден вработен во општината. Следно, МВР беше неспособно да открие и што се случило во Тетово во април годинава, кога имаше пукање врз куќа на семејството Терзија и обид за убиство. И конечно, нема разрешница ниту за нападот на Битпазар порано овој месец, кога 25 годишник бил физички нападнат и имало обид за убиство. Прашуваме, што работи МВР? Дали МВР воопшто е тука да го спречува или стимулира криминалот? Неказнивоста и неефикасноста на надлежните истражни органи само ги охрабрува насилниците и криминалците, а бројот на ваквите немили настани ке расте. ВМРО ДПМН, почитувани, е партија која против криминалот се бори само во сон, а во пракса е безопасна за криминалците и насилниците. Бараме итно да се расчистат случаите, граѓаните се чувствуваат небезбедно и исплашено. ВМРО ДПМН со својата неспособност директно ја загрозува безбедноста и на граѓаните и на државата. Ви благодарам.